Денес би сакал да започнам една тема која што исто така ќе трае не знам колку саботи, однапред не знам колку. Да даде Господ да имаме богослуженија и многу наредни саботи, но искрено може да кажеме дали и колку ќе имаме. Не можеме. Денес како што е ситуацијата со граници, со пасоши, со најавите за рестрикции, дали може да планирате долгорочно некои работи како што сте ги планирале и реализирале во минатото? Може ли да планирате, например, месец дена однапред што да правите, каде да заминете, да патувате, и така натаму? Многу е неизвестно. Некако почнува да се живее, ајде да не речеме од ден за ден, не се уште, но од недела за недела, можеби. Ништо повеќе не е известно, освен едно нешто, а тоа е Словото Божие. Како рече Господ? Небото и земјата, што? Ке ги издува ветер, ке пропаднат, ке поминат. Небото и земјата ке поминат, знаете што значи тоа? Небото и земјата ке поминат, но моите зборови нема да поминат. Божјето Слово останува довека. Во текот на летниве месеци сериозно следев како се однесуваат не само повеќето христијански верски заедници, туку и повеќето адвентисти во однос на оваа криза. И без да должам многу, мојот заклучок е дека мнозинството христијани, за жал, а и мнозинството адвентисти начело со нивните верски водачи, во оваа криза падна на испит. Знаете, мнози на оваа криза ја нарекоа генерална проба за жигот на ѕверот. Значи, ова не е жигот на ձверот, но е генерална проба или некаква проба. И на таа проба мнози нападна, се покажа неспремни. Или како што јас коментирав за председателот на една од трите бунтовни дивизии, Северноамериканската дивизија. Председателот на оваа дивизија ги уцени сите вработени во дивизијата, кои што веќе заминале на годишен одмор, ако не се вакцинираат, да не се ни враќаат на работа. Значи, тие автоматски ќе бидат отпуштени од работа. Откако ја објавил таа уцена, не помина долго време и истиот човек заврши во болница заради компликации од примените вакцини. Јас одоздолу напишав луда девојка, алузија на параболата од 10 девојки, но Господ да му даде памет, ова искуство да го научи на една битна лекција во животот. Потоа се појавија некои други коментари кои што велеа дека овој не е единствен случај. Постоеле многу други водачи на локални конференции, области и цркви, бидејќи светот води каква таква, можеби и лажна статистика за заболени, за вакцинирани, за проценти на ново заболени, кај вакцинирани, невакцинирани, но црквите не водат таква статистика. И коментарот беше дека на мнозина им се случило ова што и на председателот на Северноамериканската дивизија, само тие молчат, не сакаат тоа да го објавуваат. На колку мина не знаеме. Не се води статистика, Господ знае. Важно, Господ кажа една парабола за 10 девојки и тука процентот е 50-50. 5 од нив
беа мудри, а 5 од нив, како се наречени, некои преводи велат луди, некои неразумни, не знам дали постои верзија која што ги нарекува глупави. Не сум видел таков превод. Би сакал да се подсетиме на таа парабола, затоа што денес многу христијани, и за жал многу адвентисти, се покажа луди девојки. Падна на овој испит, падна ова, како што рековме одамна, ова не е жигот на зверот, меѓутоа ова беше сериозен испит за верност. Не беше шега, не беше нешто споредно, неважно и небитно. Ова беше сериозен испит за верност на кој што повеќето паднаа. И кризата се уште во тек, таа не е завршена и Господ да не чува, допрва ќе видиме што ќе се случува и дали кризата ќе ескалира. Зошто ни е дадена параболата за 10 девојки? Денес ќе зборувам за параболата. Ако има време ќе споменеме други стихови што Исус ги кажа, зборови негови, во врска со ова наше последно време. А ако даде Господ, следната сабота продолжувам со темата која што кога првпат ја дискутирав, ја проповедав пред повеќе од 10 години, темата за последниот грев. Не очекував дека ќе дојде време, и ете дојде по само 10 години, кога последниот грев стана испит на верност, на кој што испит повеќето адвентисти паднаа. Размислував, бидејќи познавав многу паметни, не само либерни, да не зборуваме за атеисти, неверници, тие го лапаат отровот како поп сарма, што вел. Да не зборувам ниту за либерални христијани, протестанти, дури ни за либерални адвентисти кои невернини веруваат во Елена Вајд. И што се таа пишувала пред 100 и кусур години. Познавам конзервативни адвентисти. Луѓе кои што ми биле блиски, некои од нив, значи школски другари во Хартланд. Познавам луѓе што се не само конзервативни и верни, како што ги знаев, верни адвентисти, туку и лично многу интелигентни и многу паметни, кои што паднаа на овој испит. Се чудам како тие паднаа на овој испит. Не само што се чудам, туку најпријателски и најдобронамерни мои прашања, не само што не сакаат да ги одговараат, дали се срамат, не знам, туку го бришат мојот коментар и едноставно ме исклучуваат. Размислував малку за ова и си викам, не е затоа што се луѓето глупави, туку не беа заштитени со нешто со што требаа да бидат заштитени. Не знаеле нешто што требаше да го знаат. Што е тоа? Ова паѓање на испит за мнозина се случи затоа што не го познавале темелно ниту Словото, Светото писмо, а за духовно пророштво да не зборуваме. Не го познавале. Не го познавале доволно длабоко, доволно темелно. Не ја познаваа темата за последниот грев. А јас ви честитам вам, што веќе 10 години, повеќе од 10 години пред повеќе од 10 години, исто така и на Прилепската црква, кога ја посетив исто во 2011 година, заедно со група верници и од Вера и од Влае, се сеќавам, ја одржав и таму таа тема. Значи, благодарам на Господа што во Македонија овие теми првпат се зборуваа пред 10 години, што денес постојат цели адвентистички цркви кои што немаат врска за тоа, никогаш не ги чуле.
Постојат проповедници, постојат доктори по теологија што немаат врска за оваа тема, никогаш не ја научиле, никогаш за неја не читале, никогаш не ја разбрале. Каде се наоѓа параболата за 10 девојки? Нека биде малку библиско прашање. Благодарам, љубице. Матеј 25 глава, каде што се наоѓа и она страшна споредба помеѓу овците и козите. Христовиот опис на тој начин за неговото второ доаѓање и големиот суд, страшниот суд, како што го нарекува православната традиција. Но главата започнува со параболата за 10 девојки. И ќе почнеме да читаме од првиот стих. Тогаш царството небесно, но е зборува за царството. И тоа за царството небесно. Тогаш царството небесно ќе заприлега на 10 девојки. Како тоа царството небесно го представува со 10 девојки? Ајде да читаме понатаму. 10 девојки кои ги зедоа своите светилки и излегоа да го пречекаат младоженецот. 5 од нив беа мудри, а 5 неразумни. Значи, господовиот процент е 50-50. Половина мудри, половина неразумни. Неразумните ги зедоа светилките своји, но не понесоа со себе масло. Што значи ова? Буквално, значи, светилките светеле? Да, ги земаш за да светат, така. Но што значи не понесоа масло? Резерва. Значи, тоа е многу битно. Резерва. Што представува маслото? И зашто би требало Духот Свети да го имаме во резерва, во резервни количини? Што е тоа всусно што треба да го имаме? Да, тој е Духот Свети, меѓутоа, што значи тоа поконкретно? А мудрите, заедно со светилките, зедоа во садовите своји и масло. И бидејќи младоженецот што? Се забави, вели овој превод. Младоженецот се забави. Што значи ова се забави? Како велат некои други преводи? Константинов како вели, ме интересира? Се забави и тој. Имаме некој трет превод? Дејан, ти Константинов имаш? Имаш и Данич Караджич? Што вели Караджич? Петиот. Матеј 25 глава. Видите, младоженецот се забави, затоа што младоженецот се забавил, сите задрема и заспа. Значи, тие го чека, така? Тие излегоа со светилникот, што? Зошто излегоа со светилникот? За да го пречекаат младоженецот, така прочитавме во првиот стих. Но бидејќи младоженецот се забави, сите задрема и заспа. Што значи ова? Значи, постоело време, постоел час,
или некој интервал на време во кој што тие го очекуваа доаѓањето на младоженецот. Така? Но младоженецот се уште не дошол во времето кога тие го очекувале. Ако не постоело време во кое што го очекувале, не може да се зборува дали се забавил или дали дошол на време или дали може би дошол пребрзо, прерано. Треба да постои некое време за да кажеме на очекување, за да кажеме дали се забавил, дали е на време, дали може би и пред време. Тие излега да го пречекаат, тој се забавил и затоа сите задремаа и заспаа. Значи, постоело време. Параболата се однесува на верници кои што го очекувале Христовото доаѓање во некое конкретно време. Точно или неточно? Што мислите? Параболата се однесува на верници, на луѓе кои што го очекувале Христовото доаѓање во некое конкретно време. И младоженецот, односно Христос, бидејќи Христос е младоженецот, ако читаме понатаму, во 13 стих вели: и така бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот, кога ќе дојде Синот човечки. Значи, младоженецот е Синот човечки. И тој вели, не го знаеме денот и часот. Ако не го знаеме денот и часот, тогаш може да кажеме дека се забавил. Може да кажеме дека се забавил? Не го знаеме денот и часот. А зошто излегле со светилките да го пречекаат младоженецот? Значи, тие имале некое очекување, тие имале некое време во кое што очекувале Христос да се појави. Христос да дојде, но тој се забавил. Бидејќи не дошол во времето кога тие го очекувале. На кого се однесува параболата? Параболата се однесува, видите како меѓу редови може да читате некои работи. Значи во Библијата не може вие да, како што рече еден, многу ме насмеа еден црнец од Англија, не го познавам лично, само преку интернет, кој што напиша вакво нешто. Жигот на ѕверот нема да ви дојде дома во пакет на кој што ќе има етикета и на која што етикета ќе пишува жигот на ձверот. Значи, но некои луѓе за жал се дотолку неразумни. Во Библијата не може да очекувате, пример, пророкот Исаија прорекуваше и за авиони. Знаете дека пророкот Исаија има проречено за авиони, за патување со авиони. Меѓутоа, не може да се биде толку наивен и да се очекува пророкот Исаија да го напише францускиот збор авион во Библија и да го најдеме во Библијата зборот авион. Во Библијата не може да најдеме стих каде што се споменуваат адвентисти. Или некои луѓе од 19 век, или некои верници од 19 век и така натаму. Меѓутоа, за кого се однесува параболата? Конкретно. Конкретно се однесува за такви верници кои што живеат во последните времиња, бидејќи првиот стих почна со зборот тогаш. А што е тогаш? Зашто збореше Христос во претходната глава? За последните денови, за знаците на последните денови, на неговото второ доаѓање. Параболата се однесува на христијани кои што го очекувале доаѓањето Христово во некое определено време, но Христос во тоа време не дошол и не се појавил.
Точно или неточно? И бидејќи младоженецот се забави, сите задрема и заспаа. Сите задрема и заспаа. Сите. И мудрите задрема и заспаа. И што е тоа што ги разбуди? А на полнок се чу викање: еве го младоженецот, излезете да го пречекате. Тогаш сите тие девојки стана и ги приготвија своите светилки. Неразумните пак им рекоа на мудрите: дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилки гаснат. Мудрите им одговори и рекоа: но може да не ни стигне и нам и вам. Подобро одете кај продавачите и купете си. А кога тие отидоа да купат, пристигна младоженецот и приготвените влегоа со него на свадбата и вратите се затворија. Потоа дојдоа и другите девојки и вика: Господаре, Господаре, отвори ни. А тој им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. И сега што е наравоучението? Што е битното од оваа парабола? И така, бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот, кога ќе дојде Синот човечки. Сега, значи, поентата на параболата е секогаш да бидеме што? Подготвени. Секогаш да бидеме подготвени. Дали сме подготвени? Дали сме вечер подготвени за второто Христово доаѓање? Денес вечер може да не стрефи смрт. Дали сме подготвени? Кога Христос зборува, потикнува на будност, тој не мисли секогаш на неговото доаѓање како настанот за кој што секогаш треба да се биде подготвен. Исто така, не значи дека освен Христовото доаѓање, смртта е, или како што велиме првата смрт, како што во една долга серија проповедав ланското лето, Господ воопшто не ни ја нарекува неа смрт, но ајде, нека биде по-човечки. Не е ниту смртта единственото друго нешто покрај Христовото доаѓање за кое што треба да се биде подготвен. Туку што, постои некоја трета ситуација за која што треба да се биде подготвен, критична ситуација, а тоа не е ниту второто Христово доаѓање, се уште не, а не е ниту телесна смрт. Да се вратиме малку на 24 глава. Бидејќи Христос ја заврши параболата: бидете будни, зашто не го знаете ни денот ни часот кога ќе дојде Синот човечки. Да се вратиме на 24 глава, 36 стих, каде што вели: а за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, туку само мојот Отец. Многу интересно. Па, нели првите адвентисти ги читале овие стихови? Нели Вилијам Милер ги читал овие стихови? Знаете што велел Вилијам Милер кога ги читал овие стихови? Како прво, Вилијам Милер не проповедал време за второто Христово доаѓање. Се што тврдал е околу известна година. Потоа, кога дошла 1842-та, а движењето веќе се разгорело во Северна Америка, бил притиснат од своите најблиски соработници да постави конкретно време, а не како дотогаш, околу. Тоа било грешка. Од таа грешка Господ се обидел да го спаси движењето на единствениот можен начин, преку духот на пророштвото. Но
тогашните адвентисти направиле втора катастрофална грешка, која што ги закопа. Завзеле став да ги отфрлаат сите пророчки виденија, сите пророчки пораки, или како што вели апостол Павле, го презреа духот на пророштвото. Да свратиме, 36 стих. Значи, не знае за тој ден и час никој, ниту ангелите небесни, туку само мојот Отец. Кога овој стих им бил поставуван, Вилијам Милер велел, па добро, се мисли за денот и часот, а годината можеме да знаеме. Малку вицкасто. Исус зборува за денот и часот, но годината е нешто друго. Може би годината може да знае. Но на крај завршиле на денот и часот. Добро, на час не завршиле, но го чекале цел еден конкретен ден. 22. октомври 1844 година. И дали знаете до кога чекале? До кога чекале? Еве, отца бајле, тој ден, подготвени, чекале. До кога чекале? Како? Додека не изминал кој час. До кога чекале? Ајде, лесно е. До кога чекале? Кога завршил денот? Не, чекале и после заедисонце. До кога чекале? До полнок чекале. И тогаш немале врска за едисон. И тоа дури 1855 научиле дека саботата започнува со заедисонце. До полнок чека, до полнок. И Христос зборува за полнок. На полнок се чу викање. Меѓутоа, кога поминал тој ден, мнозина веќе се разочара и се откажа од верата. Се разочара од секаква христијанска вера. Се разочара. Се вратија како искапената свиња во калта, во гревот, во светот, во неверството и беззаконијата. Мнозина задрема и заспаа. Не беа само тие разочарани. Беа разочарани и оние кои што не се откажаа од верата. Беа разочарани, но останаа верни на Господа и продолжија да ја прочуваат Библијата за да бараат што? Објаснување, нова светлина и да примат нова светлина. Да ја разберат вистината, а и да ги разберат заблудите на кои што дотогаш робувале. Но сите заспаа, сите беа разочарани. Едните се откажаа од верата, другите продолжија во нова светлина, проучувајќи го подлабоко Светото писмо. Понатаму во 24 глава, 37 стих, Исус вели, некако што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Зашто како што во деновите пред потопот јадеа и пија, се жене и се мажеа, до оној ден кога Ное влезе во ковчегот. И сега замислете 39 стих вели, и не сватија додека не дојде потопот и истреби се. 7 дена откако беше запечатен ковчегот. 7 дена светот си продолжил најнормално. И овие другиве што беа надвор од ковчегот, милиардиве, не разбираа, не сваќаа ништо. Се додека не дојде потопот. Страшно нешто. И сега замислите како завршува и така ќе биде доаѓањето на Синот човечки, и сега замислите што вели понатаму, 40 стих. Тогаш ќе бидат двајца на нива, еден ќе биде земен, а другиот ќе биде оставен. Две жени ќе мелат со рачна мелница. Едната ќе биде земена, а другата ќе биде оставена. Сега, дали ќе има рачни мелници, дали денес мелат со рачни мелници. Во Лука 17 глава, ако отвориме за миг, кажува слични зборови.
Прво следи исто така пророчки одговор, во врска со контекстот е како што беше времето на Ној, како што беше времето на Лот, уништувањето на Содом и Гомор. 32 стих, Лука 17 глава, вели: сетете се на Лотовата жена. Значи, Лотовата жена не загинала од огнот, што ги уништил Содом и Гомор. Значи, не било доволно да излезеш на време од Содом и Гомор. Не било само тоа доволно. Физички да се наоѓаш надвор од градот. Требало уште нешто подлабоко за да бидеш спасен. Така, и понатаму сега вели 34 и 35 стих: ви велам, во таа ноќ ќе бидат двајца на една постела, едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. И повторно двете жени што мелат заедно, едната ќе ја земат, а другата ќе ја остават. Сакам малку да се запрашаме, на што мисли Христос? Мисли на второто Христово доаѓање? Ќе спијат двајца во ист кревет до денот кога Христос ќе се појави? Ќе спие, или верните и неверните ќе бидат многу порано одвоени, едните жигосани, другите запечатени? Може ли после жигот на зверот да постои некоја наредна криза, која што ќе ги одвојува верните од неверните? Не, тоа е последната криза. Тогаш кога светот ќе биде жигосан, а остатокот запечатен, нема после некоја наредна криза која што ќе ги одвојува едните од другите. Христос не мисли буквално на денот на неговото доаѓање, кога двајца ќе бидат на нива, кога двајца ќе бидат во постела, кога две жени ќе мелат заедно и едната ќе се земе, другата ќе се остави. Туку тоа раздвојување ќе го врши било која претходна или поранешна криза на која што некои ќе паѓаат на тој испит на вера, а некои ќе се одржат и ќе продолжат понатаму. Оваа корона криза, оваа пандемија, што некои како Жак Атали ја нарекува тест на интелигенција за светот, представува една ваква криза, која што едните паднаа на испит, дори многу адвентисти, а другите се одржаа. И сега тоа не е се уште завршено. Ако јас до сега сум се одржал, не значи дека утре, дека цело време ќе се одржам. И понатаму сме во таа борба. Кризата уште не е завршена. Постојат многу ситуации и постоеле во историјата многу ситуации кои што имале карактер на криза, карактер на тест за верноста. На оваа криза не паднаа многу верници затоа што се глупави или природно имаат ниска интелигенција. Бејќи знам за мнозина дека не е така. Но нешто сепак немале, а што вие го имавте. Нешто немале, што немале. Господ тоа го нарече резерва масло. Што е тоа што го немале? Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота. Следната сабота предпладне. Ќе имам и поука и проповед. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост. Ти благодариме што се уште живееме во време на милост. Ти благодариме што и со настаните што дозволуваш да се случуваат, и со Твоето пророчко слово не освестуваш, не ги отвараш очите да разбереме дека крајот е близо, дека крајот на се приближи, како што напиша апостол Петар во своето прво послание. Те молиме, Господи, иако мнозина паднаа на овој конкретен тест, оваа конкретна криза,
Мнозини од нас се одржаат до сега. Те молиме, води не и чувај не, вразуми не и оспособи не со Духот Твој свети, со Твојата благодат. Да продолжиме и во следнава седмица во која што навлеговме. Во текот на целиот овој месец, за кој што и не знаеме како ќе заврши. Многу е далеко и крајот на овој месец. Може би настаните се ќе се движат толку брзо што многу далеко ќе биде и следнава сабота. Но ние веруваме и се предаваме на Твојата благодат, Твојата милост, Твојата татковска грижа. И те молиме, води не и чувај не сите нас во текот на новата седмица. А сето тоа те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.